Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, кое е едно од последните за оваа 2015 година, со оглед на тоа дека уште оваа седмица ни остана до крајот на оваа година. Во денешното издание ќе разговараме за нешто што ние го нарековме кратко на почетокот министри против министри, со оглед на тоа дека Македонија се наоѓа во една така малку поспецифична ситуација, па има министри од различни провиниенции. Во секој случај, конкретно денеска ќе разговараме за тоа дека министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски поднесе кривична пријава на поранешниот министер за труд и социјална политика Диме Спасов. Информацијата вели вака. Министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски до основното јавно обвинителство во Скопје поднела кривична пријава против сегашниот заменик министер Диме Спасов и службеничката Сузана Анова, која била на пробна работа во министерството. Како што се вели во соопштението испратено од Министерството за труд и социјална политика, кривичната пријава е за основани сомневања за злоупотреба на службената положба и овластувања и несовесно работење за Спасов додека беше министер за труд и социјална политика. Според обвинението, Спасов се товари дека доверил овластување на службеник на пробна работа, кој нема законско право да одлучува во управна постапка и во име на министерот да ги подпишува сите акти на социјалната заштита. Во постапувањето по противзаконски пренесеното овластување било решавано за правата од социјална заштита на граѓаните. Поголем број решенија по жалби за укинато право на социјална парична помош и за правото на постојана парична помош се донесени од неовластено лице, а по поголем број на предмети воопшто и не е одлучувано во законски утврдениот рок. Спасов како тогашен министер бил должен да ги почитува одредбите од Законот за социјална заштита и од Законот за општата управна постапка во однос на обврската за решавање по жалби во законски определен рок од 60 дена, во кој требал да обезбеди законитост во извршување на прописите во управна постапка, без да создаде услови во кои ќе го оневозможи законитото одлучување по жалби од лице кое нема законско право да решава по жалби во втор степен во управна постапка, се наведува во соопштението од Министерството. Тоа е она што ви го пренесуваме како информација, темата веќе долу е наведена и затоа првично ни е ставено министри против министри, бидејќи конкретно негодувањата помеѓу министрите на оние кои се сега во овој транзицијски период на опозицијата и оние кои биле претходно, а сега се заменици на министри или дополнителни заменици министри или помошници дополнителни заменици министри, како и да се нарекуваат официјално. И тука се наоѓаме во една исклучително тешка ситуација каде препукувањата помеѓу сегашните и претходните или претходните и сегашните реагираат општо на општеството. 0260 91 924 или 0260 91 925 се телефонските броеви. Добар ден. Добра вечер. Ве слушам, повелете. Па вака, пред се јас искрено како човек и како македонец, жалам што во наша Македонија некои немале никогаш и не покажале национална свест во некои битни моменти да се има консензус или национално единство. Еве сега имаме подарени министерски фотели, функции на некои кои никогаш во овие 9 години не добија мандат на легални избори. Немаат рейтинг, немаат почит од овој народ. Народот изгуби доверба во нив, но еве добија пак министерски фотели. И сега очекувавме тие нешто да покажат добро, да видат, да покажат дека имаат некоја визија, знаење некое, да покажат дека вредат да бидат некоја инна власт некогаш. Но тие што прават во оваа влада сега? Само инает, контрирање, злоба, а што фајде има овој народ и оваа држава таа нивна контра, инает, неединство, во иста влада седат, а тераат инает, или па седат во исто министерство, канцеларија до канцеларија можеби, и инет злоба контра. Во Германија мислам дека се уште има заедничка влада со години, така мислам, меѓу опозиција, поранешна опозиција и власта. Не мислам дека немаше партија која доби мнозинство на избори и така формираја влада, заедничка влада, опозиција поранешна и власта. Две партии конкурентски во Германија имаат заедничка влада и успешно владеат без вакви некои глупости кои кај нас некои ги прават. Треба да се има демократска свест и македонска свест, национална, државна свест, државничка свест, да се има консензус. Но знаеме дека оваа опозиција
покажува дека многу пати во наша македонска историја овие години во 2001 година Добро, го кажавте веќе тоа, го образложивте, дајте конкретно за темата денеска. Па тоа јас велам дека сум револтиран што некои специјални, така наречени министри и заменици дојдоа во владата само за инат, без да имаат чувство и желба и знаење, пак и национална свест да покажат добро нешто за овој народ. Туку само инат, злоба и велепредавства. Значи мислите дека кривичната пријава што ја поднела министерката Ташевска-Ременски против понанешниот министер Спасов е чисто од инат и од злоба? Па да, мислам дека така. Добро, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па, сега што да кажам? Ова навистина многу ме изненади оваа вест денеска, ама и не ме изненади. Години наред луѓето за социјална помош, за сите тие други работи се жалат, одбиени се, не им се уважени жалбите, не иако имаат решења за некоја социјална помош, посебно за туѓа нега, не им, со месеци им касни или уопште не добиваат. Тоа е се на хартија само запишано. Сега ова малце ми го потврди мојот сомнеш што станувало таму. Како може еден министер кој што е назначен за тоа најчувствително министерство за народот, да стави соработник кој е привремено вработен. Тука се ставаат од постарите вработени кои што веќе стекнали искуство. Дали има право министерката или нема право, понатаму тоа ќе се докаже во институциите кои што тоа треба да го разгледаат. Тоа е моето мислење. Благодарам. Ви благодарам и јас вам за јавувањето. Добар ден, велам кому повелете. Добар ден. Ве слушам, повелете. Нека е пријатен ден благодарам. И пријатна работа. Повелете. Вака се, тие луѓе што се месат од опозицијата, а треба да се прегледат прво на небни доктори. Народ е у питање, цела Македонија не може да манипулира со сите нас. Не може да манипулира. Животот зависи ни од владата. Имаме ние македонци, квалитет, што нашите квалитети у странство се ценети. А тука не се дава до глас да доат квалитето. Стварно, значи, сите сме растресени. Ја не можам да кажам Сорос да владее тука и со лажи да се служа и да не манипулира со народот. Кој што си добил, кој што си секал, тоа си добил. Дека е судството, дека е правосудството. Правосудството на прво место лаже. Не може да не имполира. Ние знаеме, граѓаните ценеме. Ние сме од Југославија, што знаеме што значи ред и дисциплина и да владее законот. Ако има закон, тоа се треба да се затворе там. На Шоличе на Шоличе. Само трауми стварат на народот. На Шоличе. Стварно, значи, ако има власт, ако законот владее, тоа треба да се затворе. Грешил, манипулира со целиот македонски народ и ќе го пушчеме. Па тај на сите ќе не забие куршуми у грбовите и на нас и на деца. На Шоличе. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па ова пријава веќе потврдува дека многу одамна власта не се многу обазира на опомени од народот, на жалби од народот, него таа си тера така како што сака. Конкретно во Министерство за труд и социјална политика и во подрачни единици се случуваат стварно некои работи кои не би смееле. Прво, не од сите, од постарите социјални работници не, него од овие младите кои се дојдени ново вработени пред неколку години, пак кај човек да не отиде. Ако го прашаш нешто, прво ќе те дочека ќе ти каже што си дошол. Зошто си дошол? Чекај тебе да прашам зошто, да ви кажам зошто. Не знам ништо. Добро, ако не знаеш ти, да одам кај директорот, оди. Кај одиш кај него и тој ти вика, па не знам ништо што да ти кажам.
Абе, кој да знае? Јас имам исто така неколку представки во Министерството за труд и социјала, неам одговор. Ништо не ми изненадува. Ова пријава само ќе потврди дека и таму влада некоја анархија, луѓето се стварно и дискриминирани на разни начини, се врши мобинг врз нив. Дали Ременска ќе може нешто да направи, не знам, но само уште да напоменам, и тоа е многу важно за социјалните случаи и за туѓа нега, во Куманово конкретно за туѓа нега, тие луѓе што работат перфектно. Перфектно работат. Додека другите служби стварно, ова што го рекол пред малку, стои, тука сум и да посведочам, замислете социјална помош, која е каква таква, многу мала, па и таа не се исплаќа редовно. Зошто? Не знам зошто. Тоа треба да одговори министерот претходен, кој е сега заменик министер. Еве сега не е исплатено за ноември месец. Замислете, Огнен и цела македонска јавност, зошто за ноември месец треба чекаме, а за ноември месец ќе ја исплатат во јануари. А за декември месец во февруари. Каква е таа редовност, ке ве молам? А секогаш кога, например, Ставрец излезе, зборува дека се е во ред, се исплаќа нормално, тековни трошкови течат. Така да, ќе видиме што ќе биде со ова пријава. Благодарам пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски до основното јавно обвинителство во Скопје поднесе кривична пријава против сегашниот заменик министер Диме Спасов и вработена службеничка во пробна работа во министерството. Кривичната пријава е за основани сомневања за злоупотреба на службената положба и овластување и несовесно работење за Спасов во времето додека бил министер за труд и социјална политика и за државната службеничка Сузана Анова. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па видете, што има да се збори поќе, ја не знам, изгледа им е догорено. Ве слушам, зборувајте. Догорено им е сега и не знам што прават овие во властва, што се сеја, што сака да кажат, па Ременска не отиде таму за да пеи за Нова година, за прослава не иде. Дојде за вакви работи да ги открие. Ако грешил, кој ќе да не грешил, што има везе ако подала таа пријава? Ако е исправен, нема проблем. Што има толку ука-бука? Добро, тоа е. Да, ви благодарам. Ако е исправен Спасов, ќе си наставите и дајте, ќе си спасувате, молим. Дајте нека работи таа, затоа иде таму. Та за друго не ојде тука, а ево кај нас конкретно за вака, ајде да не претера многу, али едно 30-40% има луѓе во неправилно зема социјална помош. Плача луѓе. Тие што треба да земат помош, плачат евој пред врата, не ги пуштат да влезат натре, не да земат. Добро. И за ова ја мислам стварно, ако ова се истерат Ременска и како да е, те ми награда да ми се ова не го бива, али ја мислам да дојде на цар до дувара, брат, нека се терат вака и здрави и живи. Ајде, пријатно. Пријатно и до вас, ви благодарам за јавувањето. Следен гледач, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Па сега, во земјоделие оној убитола си делел земја, си примал фамилија, си ја приватизирал експозитурата, не е криминал. Овдека се случувало театар, се оценувало луѓето, нема криминал. Кај беше уште? Оливер вади вадење лични карти мимо законска процедура, не е криминал, само на вашата телевизија тоа се кажува, сите други чутат. Меѓутоа, денеска ја слушав најголемата глупост во оваа држава. Ајде. Заев бил српски шпион. Пази, молим те, он продал на србите заштитен материјал. Па колко бе пуштија србите со пиштол у Белград? И сега Заев исклучи поголем од него. Слушај, значи ова е стварно више врв на глупоста. Или она денеска, очекувам дека денеска ќе стави оваа глупоста што предлагаат у собрание за анкетната комисија. Дали се тие луѓе дали веќе знаат што предлагаат и што работат, бе?
Ама ова театар се случува во државава. Сада се случува во театар во држава. Ја веќе немам нерви да ги трпам, да ти кажам право. Ја не знам што, како може бе група да збори, да се испитува анкетна комисија, му се шетаат главните фалсификатори по Скопје, а они се бунат. Пазете уште најголемата глупост. Анкетна комисија ќе формирале. Зашто ќе формиралат анкетна комисија? Одете таму, покрите себе. Се гледа како се работи анкетата. Или она, тој не може да сети мајка, тој Пандовише да го викате у ваша телевизија, што и се закане на Катица Јанева. Ова е стварно више стана не е театар држава, бе. Криминал било ако исклучи Верушевски, ама не е криминал овие што фалсификувале, што се шетаат по Скопје. Да не ја прошируваме темата на останатите. Не, мислам, знаеш што, за оној првиот што се јави да му кажам, да почне да ги симне на очарите, да гледа реално дека стварно некој уништува Македонија, а он Бадиела ја брани од тие другите. На погрешна страна застанал, толку пријатно. Добро. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Спасов се товари дека како министер за труд и социјална политика спротивно на член 181 од Законот за социјална заштита доверил овластување на службеничка на пробна работа кое нема законско право да одлучува во управна постапка и во име на министерот да ги подпишува сите акти од социјалната заштита. Поголем број решенија по жалби за укинато право на социјална парична помош и за правото на постојана парична помош се донесени од страна на неовластено лице, а по поголем број предмети воопшто и не е одлучувано во законски утврдениот рок, се вели во соопштенијето од Министерството. При тоа се наведува дека поради повредите на законските прописи за спроведување управна постапка, голем број граѓани го изгубиле правото за заведување на управен спор со поднесувањето на тужба до управниот суд во рок од 30 дена од прием на решението по жалба. Добар ден. Добро, се исклучи гледачот кој чекаше на линија. Одиме на следниот. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па видете вака. Ременски е назначена како министер за труд и социјална политика. Значи Спасов е таа сега ја контролира неговата работа. И дефинитивно во неговата работа таа пронајде некои криминални действија и нормално сега има кривична пријава против него. Тоа е нормално. Ова специјалната, мислам, овој случај, ова работа што ни се случи, па не ни се случи туку така. Некој сакаше, например, опозицијата сака да дојде на власт. Тоа му е изговор на позицијата моментално, на владата и на незините приставици. Може сака, може не сака, меѓутоа сака да расчисти некои работи кои што дефинитивно произлегува од бомбите и се виде дека се правеле големи далавери, се злоупотребувале положбите. Точно оној што наведе за да не шириме сега конкретно ова, меѓутоа точно тој и во земјоделието, потполно точна е та работа. Нема грешка, нема никаква лага тука. И не е само тука. Секаде во сите институции е грешка. Јас не знам сега зошто се глават на тапет, мислам, овие министрите избрани за моментално за да ги заменат тие старите министри од избраната влада на ѓомити од народот. Ми се чини не ќе да беше избрана од народот, бидејќи ги слушнавме во бомбите дека имало и далавери, и то дебели далавери и во изборите и во сите работи. Јас во тоа верувам, оти лично и приметив некои работи. Така да мислам дека Ременски е во право, Спасов сега па нека си се брани, него е да се брани. Кривичната пријава не е крај на светот. Може човекот ако си се одбрани, се ќе биде во ред. Нема зашто да го ни однапред да го осудуваме, ни однапред да го ослободуваме. Тоа ќе се реши, ќе се реши на некој процес таму и ќе се расчистат тие работи. Добро. Толку од мене. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, млади господин. Ве слушам, повелете. Мирко од Прилеп. Поздрав до вас, Мирко. Поздрав и до вас и до цела екипа ваша која води ова емисија. Благодарам.
директно на прашањето, не само што господјата Ременски поднесла пријава, мислам дека и заменикот за земјоделие, водостопанство и шумарство, да и тој открил доста неправилности во работата на акцуелната влада која е во заминување. Многу случаи од ресорот на Ременски кој се врши, го врши, нема, ми имам само еден кој го лично го знам, дека е тоа точно, дека човекот кој е поднесен, таа е самохрана мајка, моментално се наоѓа детето во платена армија и се ради тоа, иако нема никакви приходи ради тоа и скината таа и се скинати тие приходи и од страната од таа социјална помош, од страната од неплаќање за струја, иако се поднесе онако. Значи, со доаѓањето на ова неколку министри, тоа се 20 министри, ја верувам дека и министерот Спасов сега е зазаден со сасвим други и онакво проблеми кои се дешавале и кои се во внатрешни работи, така не може да го прочити добро финансискиот план. Да видиш се каде оделе парите кои се одредени за МВР. Меѓутоа знам едно, дека во 2008 година ми се чини, кога Јеленовски ја купуваше својата слобода за случајот оружје, 10 милиони евра префрли од АРМ на Министерството за внатрешни работи. Тоа исклучиво беше само ради откупување. И тоа треба да се расчисти, да се види. Има доста такви работи кои мислам до сегашните министри самоволно или на погрешна страна ги пласирале нивните одредени пари од буџетот. Добро. И на крајот само да кажам дека мојот комшија Босиот кој меѓу целото и тивот нема ништо, него само неколку ленти. Добро, неколку ленти, едната му е СДС, другата му е владата, заборај уште има трета лента, тоа е богословието, кој врска нема со богословието. Млади господи, ако не се слушнеме до петок, ја честитам новата година и посакувам све најубаво. Благодарам, среќни празници вам и среќна нова година. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Поздрав, Роберт, Николче. Поздрав и до вас, не е Роберт, Милена е. Извини, и поздрав огнен до вашата 24 вести најреална телевизија. Така, повелете. Како прво, многу граѓани гледам дека не би сакал да ги навредам, не можат да размислат што значи замена на министри. Тоа беше под притисок на Европската заедница и тоа што имавме ние во Македонија криза. Криза на криминал, криза на закани, криза на уништување на својот народ. Тоа е факт од кој честитки до министерката, честитки до министерот за внатрешни работи и Ременски и господинот за внатрешни работи Спасовски, значи успеа со храброст, со срце да го откријат целиот криминал. И сега на овие министри, контраминистри не им одговара за се она што го направиле. Па господо од власта, господо граѓани од Македонија, ние сме сите исти, еднакви пред законот, кои имаме право еднакво да живееме. Треба да се освестите дека мора секој да одговара кој се огрешил. А тоа се во овие 8 години. Нивните грешки кои треба да излезат на дело се кажа со бомбите и секој ќе си одговара за својата вина која има направено. Граѓаните на Македонија без разлика власт и опозиција бараат честност, реалност, живот, провод, а не закани, не заплашувања, не притворења и ред други работи. Медиуми, се што е. Значи, ако почнем, не се работи само за министри и контраминистри. Многу добро знаеме дека се работи и за јавни обвинители и контраобвинители. Значи, мора да законот да се почитува и да се излезе на дело со тие избрани од страна на 4 партии министри под притисок на Европската заедница, мора све да излезе на дело. Па тоа ќе видиме кој е виновен, дали опозицијата или власта. Значи секој кој се огрешил ќе си одговара. Тоа го посакуваат сите граѓани на Македонија, да државата ни тргне напред, да владее демократија, слобода, медиуми и се што
го посакуваат македонските граѓани и кои го заслужуваат. Ви благодарам што ме сослушавте и ви посакувам среќни празници ако не се видиме, ако не се слушнеме, ви посакувам на сите среќа и радост и беричет и смена во идната година на оваа власт, да дојде власт која ќе тргне државата напред. Ви благодарам од се срце и ви поздравам. Јас ви посакувам пријатен ден вам. Дали имаме веќе следен гледач на линија? Добар ден. Бонжорно, синоре. Мистер Марчано се од Прилеп. Поздрав до вас, погласно држијата. Повелете. Марчано ќе ви погласен. Бонжорно, синоре, бонжорно. Бонжорно, да. Добро вечер на сите. Повелете. Марчано. Пијачере Марчано, повелете. Македонија. Ајде. Македонци сите во цел свет каде и да сте. Вечината ми се сите раселени во светот огнет. Морам да ги поздравам. Тешко добивам кај вас. Морам да ги поздравам. Черка ми во Хрватска Барич, Моника, Сет ми Јосип и Стела Барич, внука ми. Да се живи и здрави, со песна ќе ги поздравиме. Ајде да видиме за темата. Чекај, уште малку имам поздрав. Имам уште една. Чекам. Ама ние немаме уште малку време имаме во емисијава. Искористете го, постојат емисии за поздрав на диаспората. Ајде, диаспората ќе поздравај. Ете така, севкупно сите од нашите поздрав. И фамилијата, цела фамилија во сите. Ајде. И сите македонци во сите ќе поздрави Марчано. Ајде Марчано, повелете со коментар. Нема. Добро, следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ово сега што го направи Ременска и Спасовски министр, што покушава некој работа ги открива, тоа е само една капка у море или у океан, да не кажем. Овој криминал, колку е навлезен. Мене ми е жал за Спасов. Тој нема ништо негово во неговото министерство. Тој беше потрчко, ги слушаше сиромавиот што ќе кажеше градоначалникот на Скопје, што ќе кажеше дел од владата. Тука ќе му се најде крајот брзо на многу градоначалници, од кои градоначалникот на Гази Баба. Тие се до гуша загазени без нивна вина. Така да, ништо не треба да не чуди. Нека напредуваат сите овие министри, нека покушат, нека да честно ствари. Ако имат стварно разлози, нека не се плашат од ништо. Честноста увек излегува на крај и увек победува. Така да нека не се срамат, нека не се плашат. Треба храбро да влегуват во сите дуели, во сите криминали, нека се откриват, како што почна Заев да ги открива, нека се огледат на него и нека терат храбро до крај. Ово мора се еден ден рачисти. Ја мислим, треба ни години, ама и еден предлог. Ајде мало се продолжите во вашата емисија, многу е кратка, не можат луѓето со 10 на 15 души. Дајте мало се повеќе терминно време, побарајте тамо, баро 10 на 15-20 минути, нека трае 40 минути, нека. Малку не е време, многу имаме гледачи, вие сами знаете. Така е, се согласувам со вас. Пријатно до вас и ви посакувам убав ден. Продолжувањето на емисијата во конкретниот термин во кој што сега се одржува е невозможно со оглед на тоа дека кај нас примарната дејност на телевизијата е информативност на каналот, што би значило да емитуваме вести многу почесто и поради емитувањето вести и во 16 часот и дневни главни централни вести во 17 часот, единствениот простор кој што го имаме за емитување на оваа емисија е токму тој тогаш. Во спротивно би требало да го промениме терминот, што мислам дека би било несоодветно, бидејќи веќе сме навикнати на овој сега. Но доколку се промени нешто, секако предвид ги имаме вашите барања. Од мене пријатно.